Добар ден, драги ученици, и добро дојдовте во училница по предмет спортска психологија за прва година средно стручно образование. Јас сум Јелена Цветановска, се надевам дека ќе поминете убави моменти денеска со мене, усовршувајќи ја содржината, општи карактеристики на врвниот спорт. За почеток да се запознаеме со целите на овој час. Цели на оваа наставна единица е да се објасни и идентификува врвниот спорт од повеќе аспекти и да ги идентификуваме позитивните и негативните страни на врвниот спорт. Поими дефиниција на врвниот спорт. Врвниот или квалитативниот спорт во најтесна смисла е поврзан со конкурентска активност насочена кон постигнување на најдобар можен резултат. Во однос на постигнатиот квалитет и категоризација во рамки на националните и меѓународните рамки, може да се разликуваат неколку нивоа на конкурентни спортови. Врвниот спорт е дефиниран како област на спорт што вклучува спортски активности кои покажуваат исклучително врвни спортски квалитети и резултати. Тоа практично значи дека само оние спортисти и спортови кои постигнуваат врвни резултати на меѓународната сцена може да имаат атрибут на врвен спорт. Под квалитетни спортови што подразбираме? Под квалитетни спортови подразбираме сите спортски активности проведени во рамки на одреден спорт, а чии надпревари се одржуваат на национално ниво, лига и државни првенства, од услов овие спортови да бидат регистрирани во согласно со законот и да бидат признаени од Олимпискиот комитет како редовни или придружни членови. Една од основните, односно главните карактеристики на врвниот спорт е специјализацијата. Врвните резултати во спортот може да достигнат само со долгорочна и систематска работа, но не во повеќе спортови истовремено, туку ограничени на само една спортска гранка, па дури и само една спортска дисциплина. Постојат позитивни и негативни карактеристики на врвниот спорт. Ќе почнеме со позитивните карактеристики. Позитивните социјални и индивидуални карактеристики на врвниот спорт се одразуваат во вредноста на дисциплината што ја бара врвниот спорт. Врвниот спорт представува идеално средство за самоостварување и личен развој на млади луѓе, овозможува истражување на индивидуални граници и способности на сопственото тело, прифаќање на своји поставени цели и самодокажување, овозможува развој и самосвест и чувство на лична сигурност, овозможува национално промовирање и пријателство, овозможува идентитет и интеграција во заедницата, па тоа да и навивачка група, негира религиозни и расни разлики и овозможува надминување на човековата просечност и на тој начин представува важен символ на централната вредност на нашата култура. Од друга страна, врвниот спорт има и своји негативни карактеристики, кои се рефлектираат во фактот дека врвниот спорт денеска станува бизнис со се што ги карактеризира модерните работни места. Принудно, наместо доброволно, управување и водење на спортисти, наместо негово слободно и самостално однесување. На овој начин, спортистот ги потврдува карактеристиките на владеачкиот социјален систем на работа. Постојат и кршење на некои основни правила на врвниот спорт. Современиот спорт има своји добри и лоши страни, како што спортистите кои имаат хуманистички позитивни цели, така ги има и оние со други мотиви. Сепак забележително е дека се повеќе материјални мотиви преовладуваат над идеалите фер конкуренција, што е потврдено со зголемен број на допинг и поставување на резултати. Надпревари и обуки, што представуваат опасност по здравјето на спортистот, грубост и неспортски однос кон противникот,
поврзани со навреда и физичка повреда, продажба и размена на спортисти без нивна согласност, представуваат едни од кршењето на правила на врвниот спорт, што всушност треба да бидат начиње за врвниот спорт. Се чини дека врвниот спорт отстапува од своите цели за основните вредности на спортот и се пресели во индустријата за забава каде главна цел е да се победи, постигне врвен резултат и тоа да се комерцијализира и да се продаде колку што е можно поскапо на пазарот. Дополнителни проблеми на врвниот спорт се нехуманиот однос помеѓу противниците, односно губитниците и победниците, мешањето на политиката во спортот со цел остварување на нејзини нехумани и неповрзани цели со спортските цели, единствен и премногу тесен развој на личноста на врвниот спортист. Ви благодарам за вниманието, се надевам дека уживавте, имете среќно и успешно учење до следното видео.